Од понеделник и официјално започнува вакцинацијата на вработените во стопанството. Во тек е постапка за изразување интерес, пошто точно ќе се знае кога, како и колку лица вработени во приватниот сектор ќе бидат вакцинирани. Сега доставија списоци, почнуваат барање да поднесуваат, така да ќе почнеме од наредната недела. Ги замоливме да не биде преголема гужва, прво да се заврши заклучно со сабота образование и градин. До сега, на ниво на регион, вакцина примале околу 11.000 жители. Во оваа бројка спаѓаат и граѓани од Струмичкиот регион. Дека веќе 10 ден како функционира регионалниот центар и имаме извакцинирано 10.200 пациенти од целиот регион, источен регион, инаку и 1.007 пациенти во здравствениот дом, додека траеше имунизацијата таму, значи околу 11.500 граѓани. Заинтересираноста е многу голема. Масовност на вакциналниот пункт имаше и денес. Пожар на Свети Николе со термин, мислам, сите пожарникари, околу 80% се пријавени, на групи доаѓаме да се вакцинираме. Противпожарна единица Свети Николе. Лично за спасување на својот живот, а и на останатите животи покрај нас. Од Кочани. Јас работам во Центар за управување со кризи. Здравје. Што значи тоа? Заштита. Во катастар, Агенција за недвижност, катастар Свети Николе. Сите ако се извакцинираме, ќе биде побрзо. Добро се чувствувам, немам некои посебни симптоми. Сите препорачувам на сите да се вакцинират. Јас сум од Штип. МТД. Тоа што е со Адиен Џонсон таму. Па е да се заштитиме од вирусот веќе. Од вакциналниот пункт информираат дека има доволно вакцини, а се доставуваат и нови дози. Од утре, на ниво на држава, приоритетно ќе се вакцинираат и 1800 граѓани на дијализа и со трансплантација. Станува збор за листи направени во координација со хематологија. Лица кои што чекаат трансплантација на срце, веќе имале трансплантација на срце, тие со матични клетки, пациенти со проблеми со бубрези и црн дроб на дијализа. За нив приоритетно ќе почне вакцинацијата на пунктови по приоритетни листи, меѓутоа еден ден по дијализата на нивно барање